Здраво другарчиња, ова е детско катче. Добро знаеме дека сега е време на пандемија и неголемиот дел од нашите другарчиња се во своите домови. За да внимаваме на себе, овој период не се групираме и се дружиме виртуелно и имаме доста време за читање. Така сакаме да споделиме со вас некои од најубавите приказни кои ние ги читавме. Овој пат ќе ја слушнеме Палешка. Сте ја читале ли и што мислите за неа? Ајде прво да се потсетиме. Приказни за добра ноќ. Кристијан Андерсен. Палешка. Некогаш одамна живеела некоја жена што многу сакала деца, но своји немала. Затоа отишла кај некоја стара вражалка со надеж дека ова ќе и помогне. Има надеж да ти се исполни желбата, и рекла старицата, а нејзините зелени очи блеснале. Дај ми серебрена паричка, а во замена земи го ова зрно јачмен. Штом ќе дојдеш дома, посади го во еден среп со земја и чекај додека не видиш што ќе се случи. Жената мислено се прашала што би можеле да значат овие зборови, но не рекла ништо. Платила и го зела зрното јачмен. Кога стигнала дома, таа го посадила зрното и со големо чудење забележала како од земјата брзо израснува прекрасно лале. Жената нежно го допрела цветот и неговите листенца и тие се отвориле. И гледај, чудо! Во самото срце на цветот седело прекрасно девојченце, но сосем малечко, колку што изнесува големината на палец. Ќе те викам Палче, изустила вџашената жена, пресреќена што на крајот го добила саканото дете, иако толку малечко. Таа и направила на Палче Палешка креветче од ореова лушпа, го послала со темјанушки и го покрила со лисиот трендафил. Пресреќената жена садот со цвеќе го качила на маса и дала на Палче да се игра преку ден со цвеќето, веслајки по водата. Среќено живеела Палче во куќата, се до една ноќ, додека безгрижно спиела, преку прозорецот не влегла една жаба од блиското поточе. Жабата занемела пред нејзината убавина па рекла: "Ова малечка ќе биде вистинска жена за мојот син. Ќе ја земам со себе." Велејки го тоа, таа ја грабнала ореовата лушпа со заспаната убавица и скокнала преку прозорецот. Жабата тивко ја минала темната патека на бавчата, излегла од градината и наскоро стигнала до калаливиот брег на жуборливото поточе. Таму живеела оваа жаба со својот син, млад жабец. Таа ја ставила ореовата лушпа на лист од водена лилија среде потокот, за да не може убавото девојче да побегне на брегот. Кога се разбудило следното утро, кутрото Палче страшно се исплашило, гледајќи ја толкавата вода што се наоѓала околу неја. Со ужас се вдзирала во двете грди жаби што биле наведнати над неа, крекајки. "Добро утро, убава девојко," рекла жабата. "Подлегни го, погледни го, мојов син, твојот иден младоженец, зар не е убав? Вие двајцата ќе бидете прекрасна брачна двојка." Кутрата Палешка, Палче, го погледнала грдото жабиште и писнала да плаче. Не ќела да се омажи ни за жабокот. Меѓутоа, и двете жаби веднаш почнале да прават подготовки за свадбата, не грижејки се за нејзините солзи и негодување. Сево ова го слушнале и виделе јато рипчиња белвички од дното на потокот.
На рипчињата им станало жал за Палешка и се договориле да ѝ помогнат. Несправедливо им било една таква малечка убавица да се омажи за грд жабок. Затоа се собрале да се посоветуваат и веднаш почнале да го грицкаат стебленцето на цветот што ја врзуваше Палешка за незиниот нов дом. Стебленцето брзо се скршило, а малечкото палче со листот на лилијата тргнало низ потокот. "Збогум, Палешке, палче!" и викнале рипчињата. "Среќен ти пат!" Листот со малиот товар почнал да се лулее и да оди низ вода. А Палешка палче им била толку благодарна на рипчињата, што ја ослободија од тешката неволја. И така, малечкиот патник патувал се подалеку и подалеку, а од дрвјата и птиците црцореле. "Гледајте колку е убава, колку е малецкава." Една шарена пеперуга ја следела Палешка на низиниот пат и на крајот изморена слетала врз листот од лилијата да се одмори. Тогаш девојченцето го зело својот шал и едниот крај го завиткало околу пеперугата, а другиот го врзало за своето кајче. Пеперугата трепнала со крилцата и кајчето со се девојчето тргнало побрзо одошто порано. Но попусто, лошата судбина одново ја демнела Палешка палче. Додека пловела низ потокот, ја забележал еден лош мајски бумбар кој веднаш тргнал по неа. Во еден миг на невнимание, мајскиот бумбар се спуштил до водата, го грабнал девојченцето и го однел на своето дрво. Добрата пеперуга, не знаејќи што се случува, продолжила да лета влечејќи го празното кајче. Тогаш мајскиот бумбар и донел на Палешка некаков нектар за да го испие и наскоро сите членови на неговото семејство се собрале околу неа. "Колку смешно суштество!" викнала една мајска бумбарка. "Па ова суштество воопшто нема пипци." "Колку е грдо!" брмчеле во хор сите мајски бумбари. А мајскиот бумбар, крадливец на кој Палешка палче му се видела убава, па токму затоа и ја грабнал, сега си мислел колку сгрешил и колку ќе му се подбиваат роднините. Затоа одново го кренал девојченцето и го однел подалеку од својот дом и го спуштил во цветот на една маргаритка. Палешка палче почнала да плаче, бидејќи поверувала дека е навистина многу грда, не знаејќи дека грдите мајски бумбари воопшто не знаат што е убаво. Сепак, палче се спасила. Останала во таа шума во текот на целото лето и се спријателила со многу птици кои толку убаво пееле. Си исткајала нежна постелка од тревни нишки и ја закачила под лист на чичка за да ја заштити од ветар и дожд. Се хранела со нектар од цвеќиња, а пиела од студената роса што паѓала по тревата приквечер и наутро. И така, во текот на целото лето била среќена и јако помалку осамена. Во блиското поле, пченицата зреела како злато прошарана со сините и разни бои на синчец и на други цвеќиња, што страмежливо дзиркале меѓу житата на стебленцата. Меѓу нив, од време на време, протрчувале полски глувци, бегајки пред луѓето што коселе трева. Луѓето ја коселе тревата и го пластеле сеното. Брзале да не им заварне пред да ги приберат стоговите сено. Тогаш дошла домаќинката со полна кошница леп, сирење и ладни пијалаци за изгладнетите аргати.
Но летото си отишло и отстапило место на есента. Од гранките почнале да паѓаат лисје, а цвеќето овенало. Големиот лист на чичката што ја заштитувал Палче, сиот се исушил и паднал, а останало само пожолтеното стебленце. Облеката на Палче Палешка од долгото носење била престорена во партали, па таа се стресна и штракнала со сабиот студ кога заврнале првите снегулки. Најпосле, девојченцето стигнало до куќарката на една полска глувчица во една сува и топла дупка на старништето. Во нејзиниот клет имало доволно храна за зимата. Палешка срамежливо тропнала на вратата, стоејќи како некоја малечка питачка, па ја помолила глувчицата да й даде некое зрно жито за да ја смири глад. Собственичката на оваа топла куќарка имала добро срце, па трогната од тажната молба на кутрото девојченце, го примила во својот дом. Добре дојде, мила ќерко, и рекла таја, остани со мене, ќе го делиме покривот и храната преку целата зима. Само понекогаш да ми раскажеш по некоја убава приказна. Тоа е се што сакам. Палче ја обзело среќа што си нашла дом и останала да презими со добрата глувчица. Наскоро тие двете станале добри пријателки. Но еден ден глувчицата му рекла на девојчето дека тоа попладне ќе им дојде некој нагости. И навистина во определеното време се појавил измазнет господин во кадифено палтенце. Тоа бил Крт, собственик на огромна подземна куќа со безбројни ходници. Откако си поседине малку, домаќинката ја замолила Палешка да му раскаже на гостинот некоја од оние нејзини убави приказни. Девојченцето послушало и уште запеало со своето пријатно гласче. Сепак, гостинот не му се допаднал многу. Бил некако мрачен, а и слабо гледал од постојано копање по темни ходници. Меѓутоа, од тогаш Кртот почнал редовно да им доаѓа во поседа. Еден ден, Палешка Палче нашла во темниот ходник ластовичка, замрзната од студ. Кртот само ја клоцнал, но девојченцето присобрало сув мов и ја покрило птицата. Штом се наведнала над кутрата птица, Палче видела дека таа е уште жива и викнала од радост. Брзо се стрчала да донесе вода и храна, од која ластовичката брзо закрепнала и се созела. Кога станала доволно силна да го продолжи летањето, птицата ја викнала Палче Палешка да й се придружи. Но девојчето не ќело да ја навреди својата домаќинка глувчицата и така ластовичката одлетала сама. Набрзо потоа, глувчицата и соопштила на Палешка дека Кртот сака да се ожени со неја, па ја натерла Палешка преку целото следно лето да си ткае свадбен фустан. Венчавката била определена за есента. Како што одминувале летните денови, така Палешка станувала се потажна и потажна. Не го сакала мрачниот младоженец и копнеала по добрата ластовичка и по слободата. Кога осамнал денот на низиното венчавање, Палешка издегла да се прости од сонцето и од дневната светлина, бидејќи од тогаш требало да живее во темница на својот мрачен дом. Палешке! Палче! Циу, 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 циу! Одекнал познатиот глас од височините. Патувам кон топлите краишта, бидејќи зимата одново наближува. Ајде со мене! Немој да живееш во домот на мрачниот Крт. Тоа била нејзината ластовичка. Ох, земи ме, веднаш доаѓам, извикало девојченцето
и го врзало својот појас за најздравите перја на ластовичката, која веќе беше слетала до неа. Следниот миг, двете пријателки летнале. Прелетале многу земји во кои лимони и портокали растеле под дрвјата. Минале над лозија богати со грозје, летале над пространства исполнети со мирис на нане и мирта, над улични калдарми во кои се играле деца крај некој извор, од кој пиеле вода жедни патници. Но ластовичката продолжувала да лета, додека најпосле не стигнала до една шумичка крај брегот од некое езеро. Близу до водата се наоѓал прекрасен мраморен дворец, чија белина блескала под сонцето. Дури тогаш, ластовичката се спуштила во круната на едно високо дрво за да се одмори. Стигнала до крајот на патот. Девојченцето разгледало наоколу и видело многу убави цветови што растеле во градината на замокот. Тој час ластовичката го кренала и го спуштила во чашката на еден чудесен цвет. Ох, колку е убав, викнала Палче, и колку е прекрасно местово. Ти благодарам, мила ластовичке, што ме донесе ваму. А тогаш, во самото срце на тој убав голем цвет, забележала момче, малку поголемо од неа, со круна на главата. Колку било убаво! Незиниот поглед почнал да талка и таја видела дека во секој цвет имало по едно такво мало и убаво суштество. Момчето очигледно било нивниот крал. Цветното кралче, кое речиси се исплашило од ластовичката поради нејзината големина, во следниот миг си помислил дека е Палешка, Палче, најубавото суштество на светот. Ја засакало и ја прашало дали сака да се омажи за него. Девојченцето восхитено го наблюдувало цветниот крал и неговото малечко срце затреперило од радост и љубов. Колку поинакво било ова момче од грдиот жабок, од грубиот мајски бумбар и од господинот крт во кадифено палтенце. Затоа кимнало со главата и му одговорило на цветниот крал дека ќе му стане жена. Малечкиот цветен народ со кликање ја поздравил оваа вест. Бидејќи поубава кралица на цвеќињата не можеле да најдат на целата земја, како да била создадена за нивниот крал. Набргу сите итале со подароци. На Палешка Палче најмноги се допаднале еден пар нежни крилца што и ги прицврстиле на рамениците, за да може да лета од цвет на цвет. Незината среќа немала крај. Од сега нема веќе да се викаш Палешка, Палче, и рекол цветниот крал. Ти најдов многу поубаво име. Ќе бидеш Маја. Маја. И така се венчале кралот на цвеќињата и убавото малечко девојченце, а добрата ластовичка сето време им пела најнежни песни за нивната љубов и среќа. Ластовичката сепак била тажна, бидејќи знаела дека ја губи најмилата и најдобра пријателка. Тоа била проштална песна. Збогум, моја мила Мајо, и рекла тргнувајки на далечен пат кон север. Се враќала во местата каде што снегот веќе окопнал. Патувала кон своето старо ганездо што го имала свиено во далечна Данска, под стрејата на куќата
во која живеел Ханс Кристијан Андерсен. Тој прв ни ја раскажа, приказнава за палешка палче. Палешка е приказна од данскиот писател Ханс Кристијан Андерсен. Тој бил сиромаво момче кој животот го поминал во голема беда. Но сепак создал неверојатен број приказни, романи и други дела. Ајде да се запознаеме поблиску со него. Ханс Христијан Андерсен е дански книжевник и еден од најголемите писатели на бајки. Ги проширувал, развил народните мотиви во нив, но и создавал вистински дела. Неговите приказни се читливи, разбирливи и лесно ги занесуваат како децата, така и возрастните. Тој комуницира со децата и создава толку впечатливи дела, затоа што пишувајќи, самиот тој размислува како дете. Такви се, на пример, Царевото ново руво. Ханс Кристијан Андерсен е роден на 2 април 1805 година во Одензе, Данска. Потекнувал од сиромашно семејство што не можело да му овозможи редовно школување. Мајка му била перачка и исто така потекнувала од сиромашно семејство. Кога била малечка ја терале да проси, но таа не го сакала тоа. Таткото му чител на малечкиот Ханс комедии, разни приказни, а најмногу необични бајки. Детето со радост живеело во светот на бајките, но за жал постоел и реалниот свет, на кого најчесто го потсетувало кркорењето во стомакот. Една стара и добродушна учителка го научила детето убаво да чита. Таткото пак го користел секој слободен миг и на синот му правел кукли со кои потоа и двајцата си играле. Но за жал, тоа не траело долго. Кога Ханс имал 11 години, татко му починал. Сиромашниот живот подкрепен само од мајчините скромни приходи, полека се претворал во беда. Препуштен, речиси самиот на себе, оти мајка му морала многу да работи. Ханс Кристијан се обидувал самиот да состави мали комедии, рецитации и песни. Потоа им ги представувал на другите деца во својот малечок куклен театар. Андерсен бил високо и бледо момче, дури и премногу висок и блед за својата возраст. Мајка му сепак мислела дека тој би можел нешто и да заработи, па го вработила во некоја текстилна фабрика во која работеле многу момчиња на негова возраст. Момчињата му се допаднале на Ханс, а и тој ним особено кога забележале дека преубаво пее. Дури се случувало да ја преземат и неговата работа под услов тој да ги забавува дури работат. Еден ден, едно од момчињата рекло дека Ханс има глас како девојче, а поради тоа другите деца почнале да му се подсмеваат. Тажен, а помалку и исплашен, тој побегнал дома. Мајка му ветила дека никогаш повеќе нема да се врати во фабриката. Кога заштедил доволно пари, а тогаш имал точно 14 години, плашливото момче Ханс Кристијан решил да тргне во освојување на светот. Од каде би почнал ако не од главниот град на својата татковина, Копенхаген? Кралскиот театар тогаш бил центар на културниот и уметничкиот живот, па Ханс решил да стане дел од него. Еден ден во театарот посетил некоја позната пејачка. Таа го примила, а тој раскажувал за својот живот и за љубовта што ја носи кон театарот. И рекол дека е писател, глумец и танчер, и решил веднаш да ја покаже што знае. Ги собул чизмите и уредно ги ставил во аголот на просторијата. Тврдата шапка од филц ја искористил како барабан, па пред пејачката рецитирал и танцувал. Таа во почетокот се чудела, потоа се забавувала, а на крајот се извадила од умот мислејќи дека момчето полудело. Веднаш го истерала од своите одаи. Сам, без скршена пара во живот, без пријатели и топли зборови,
Андерсен бил сосема дотолчен. Сепак напишал во својата автобиографија, тој не ја загубил волјата за подобар живот. Вакви и слични зборови многу често се повторувале во неговата животна приказна. Ниту во еден момент не ја загубил храброста и вербата во себе. Упорно посетувал други уметници, знаел да биде истодевен, но истовремено бил сосема едноставен, искрен и наивен. Тие особини го воодушевиле познатиот италијански тенор Сибони, кој тогаш пеел во Кралскиот театар во Копенхаген. Пејачот му помагал на разни начини, а најважно е што го запознал со управителите на неколку театри, кои во почетокот му давале мали улоги, а подоцна, гледајќи дека момчето располага со раскошен талент, му дале стипендија за школување. Во училиштето успеал да го среди своето големо, но збркано знаење. Школувањето го завршил кога имал 24 години. Меѓутоа, иако имал чуден изглед, поседувал посебен шарм, па ги придобил симпатиите на многу од богатите семејства, пред се на семејството Колин, кои ќе бидат негови долгогодишни поддржувачи и покровители, мецени на неговата работа. Неговото прво дело е објавено 1829 година, кое не поминало добро кај пошироката јавност, но му овозможило многу познанства и пат до Велика Британија, каде што му бил гостин на Чарлс Дикенс. Потоа започнал да пишува драми, патописи, автобиографии и поезија. Неговиот следен роман «Импровизатор» е одлично прифатен. Ханс пишувал многу, но станал познат дури откако го напишал романот «Импровизатор», за кој го инспирирала Италија. По објавувањето на тој роман, тој се вивнува во светот на уметноста. Ја прошетал цела Европа, а секаде го примале со нескриени симпатии и радост. Може да се каже дека на својот пат сретнал многу значајни луѓе од неговото време, од областа на културата и уметноста. Уметници, поети, принцови и воопшто благородништвото инсистирале на неговото друштво и го канале барем на неколку дена да биде гостин во нивната куќа. Тогаш животот почнал да му наликува на неговите бајки. Всушност, сето ова почнало да му се случува кога почнал да пишува бајки. Умира на 4 август 1875 година. Другарчиња, ова беше детско каче за ова седмица, резервирано за бајките и нивните автори. Следната седмица имаме големо изненадување. Довидување до следното видување.